Почитувани, ВМРО-ДПМНЕ на секој начин се обидува да ги спречи реформите во образованието, кои се во интерес на наставниците, на учениците и нивните родители. Откако им пропаднаа обидите за протести, откако се увиде дека освен нивните партиски членови никој не ги поддржува, решија да собираат потписи за референдум. Но знаејќи дека немаат поддршка од граѓаните, потписите за референдум ги собрале на начин спротивен на сите процедури. Не им е прв пат на ВМРО-ДПМНЕ да организираат вакви иницијативи, па случајно да направат вакви грешки. Овие грешки сигурно не се случајни, но она што е сигурно е дека граѓаните немаат доверба и поддршка кон ВМРО-ДПМНЕ. Со ова пропадна уште еден обид на ВМРО-ДПМНЕ да ги блокира реформите, да ја манипулира јавноста. Но и покрај сите порази, ВМРО-ДПМНЕ останува на спротивната страна од интересите на граѓаните и државата. Додека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ по секоја цена ги кочат законите, важни за граѓаните, владата и парламентарното мнозинство, предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку законски решенија го унапредуваат образовниот систем и условите за работа на наставниот кадар. Ви благодарам. Дали имате некое прашање? Право во образованието. Излегала на протест родителите. Министерството за образование и наука некако не е расположено за да дебатира околу реформите во образованието од следниот септември. Зошто толку се брза да се донесе оваа дигитализација на учениците, како дека многу страни се против, затоа што имавме таков случај средношколците и народниот правобранител имаше своји мислења? Најпрвин да кажам дека не се брза, ние сме чекор назад за сите земји во Европа, меѓутоа и од обкружувањето во однос на реформи на образовниот систем. Што се однесува до образовниот систем, вие знаете дека во однос на концепцијата која е во ингеренција и надлежност на донесување на министерската во моментов на МОН, всушност ние имавме и широка јавна дебата, дури и расправа во самиот законодавен дом, на кој што се слушна гласот и мислењето на 32 стручњаци, академици, научници, професори. Имаше спротивставени, но сите заклучија дека реформи се потребни. Она што сега се случува во однос на законот за учебници и други дидактички наставни материјали во основното и средното образование, навистина е за поздравување, бидејќи овој предложен закон претходно беше на јавна расправа со граѓаните, со стручњаците, меѓутоа и беа извршени и од страна на МОН анкети, и 20 дена почитувани беше на ЕНЕР на владата, каде што можеше да се видат и да се слушнат и примат во писмена форма сите забелешки од сите. Законот беше во собраниска расправа, во собраниска процедура даден, меѓутоа и повлечен, не заради тоа што се повлекуваме од тоа што навистина треба да следува, ако сакаме да имаме унапредување во образованието, во интерес на учениците, наставниците и на сите нас во државата, всушност се повлече заради тоа што самиот тој има запазено неколку, европски моменти кои што се однесуваат на европската политика во сферата на образованието и дигитализацијата и тој ќе влезе во собраниска процедура со европско знаменце. Нашето мислење, меѓутоа и мислам дека и на пошироката јавност, бидејќи веќе и ако следите на собраниските комисии, почнуваат и колегите од опозицијата да ретерираат, ја велат да, ние сме за дигитализација, тие имаа во план во нивната предизборна програма дигитализација во образованието, тоа се европски текови кои што не можеме да ги запреме ние. Всушност,
Дилемата е околу заблудата, дали ќе има учебници, печатени, дигитални, што означат дигиталните, ќе се отвори овдека расправа, ние ви ветуваме дека навистина ќе ги видиме и ќе ги слушниме сите сугестии, па во законодавниот дом ќе се донесе тој закон кој што сметам дека е неопходен да се донесе за да ние фатиме чекор со современиот свет. Не можеме да се изолираме и да бидеме вкопани во земја, во ровови, во ера на дигитализација во секоја сфера, образованието да го оставиме последно. Образованието треба да биде напред, пред сите други занимања. Ако сакаме дигитализација во правосудството, дигитализација во законодавството, во дигитализација да имаме во здравството, зборувам за пристап до податоци, информации, пријавувања, ние мора да бидеме пред се во образованието, да предњачиме како би направиле солидна основа за дигитализација на нашето општество.